Здраво, другари, здраво, криптореволюция. Другари, за жал и яки се радував биткоин да падне на 30 000 долари и да упаднете, ама у реалния свет работите не идат така. У реалния свет работите първо заглавото Америка и нивния интернет. Второ, колко беше? 122 000. Кой маркет как го е фанал? 122 300, на другите берзи беше 122 500. Кой има един биткоин и го е продадел на 122 500, сега е можел да го купи на колко е най-ниско паднал, тук го дава 118 600. Значи направил е плюс някаква паричка за тая година с тия, да речеме, 3 ледарки е направил за цяла година в Македония да колира или да си купи други коини. Така да, и аз защо викам, другари, трябва криптоакадемия да има в Македония, ама народо самите не може да се снайдат на YouTube, не може да се снайдат, вебсайт има, брат, гледаш обало си работе, горе очики ти изваде, брат, врата токени, коини, чуда. Има си тука и за алткоини, малткоини, чуда колко ки биде, шо како. Славчо, поръки ми пракет, шо биде со Midnight. Те, видео, гледайте го, ки видите. Сега на сито поръки да дремам, да ви кажувам, брат, да ви отговарам, а вебсайто защо е, бе, другари? Ай, немаше вебсайт, окей. А тебе има вебсайт. Ай, немаше на криптореволюция, на Фейсбук немаше превод. Подпомагахме, превод. Славчо мислям дека збори на македонски, не знам. Валда не е на шпански. Почнават турнаментите, така да ќе биде интересно. Джаве не съм я ставил, аз си я ставив Star Atlas, я верувам у нея, затоа што таа игра 30 000 долари ми даде, 3 000-4 000 долари у екипаж, така да вали да заслужуват. Много луѓе ме прашават защо е на вебсайта, защо нема други. И аз съм си избрал тая игра. Я играем тая игра, тестирам я тая игра. Ако изгубам, имам защита, биткоин етириум кардано, изгубам. Здраве да има, ке наеме друга. Тия исто, шо има истите мобети, новите шо упаят. Брат, шо е биткоин, шо е кардано, шо е етириум. Другари, натискате видеото, шо е биткоин, натискате кардано, натискате етириум, краток вовед. Сега имате Reels. Например, моментално 6 души баратат по вебсайто. Петок, сабота и недела пагија гледаността. Знаеш, по-битно е нели да се излава. И па за чудо диаспората од Америка 560, преска беа 680, 561 од Америка баратат, Шведска, Ирска, Македонија е дури на трето место, брат. 121 ги интересира само да го редовно баратат. Околу 180 редовно го чепкат ово, кажи го, вебсайто, што е во Македонија, тие така по-сериозни инвеститори, оние другите се маме, шиткоини и леверидж, удара там по 10x, 50x, па после ми пракет поръки, брат, како да си извадим од тоа портфолио. Другари, ја не сум Худини, брат, да правиме трикови да си извадите, ово тука е за сериозни луѓе што се инвестират, што си трупат и кога ќе дојде времето ќе си ја земат награда, тоест бул маркето ќе видиме. Ја мислам дека например сите американци зборат дека ово треба да дојде до 170 000 да замрзне, па да идеме алткоин сезона, ќе видиме. Значи некој ќе ми рече, брат, што мислиш, брат, ама знам дека не е финансиски совет. Ја мислил, не мислил, другари, има на вебсайто мислат, у криптореволуцијата групата исто мислат, битно е странците, например проценто на видеята, колку мислят и па не значи нели да ги спадне така, ама проценто е битен, например 10 криптоканали што ги објавуваме, они што мислат, доле читате коментари, исто голема бројка на луѓе што мислат и од прилика да добиете некоја аналитика како ќе се движи. Иначе тука нема ништо сигурно, ништо не се знае, затоа што е жив маркет. Значи големи корпорации ќе упаѓат, не знаеме колку ќе купат, не знаеме другите корпорации што се купиле више на пониска цена, кога ќе продават. Значи тука другари не е лотарија, тука е предпоставка кој пари ве задоволуват, купиле сте го на 23 000, има македонци многу што се купиле на 23 000, брат, ако ви требаат пари и на оваа сума може да го продаете
и да си живеете в живота, ако ви трябва тия пари, да си купите апартман, да си почнете бизнес, от това ще верувате. И то е. Значи, например, някой ки рече, ай седни брат, кажи кога да продаваме. Ние да трябва така. Я, например, биткоин, Ethereum и Cardano, защо би продавал? И аз целта гледате съм насочен цело време на Star Atlas, да успеям да я погодам, да я предвидам цената, коя ќе биде, зависно на колко берзи ги се появи, нели, да я кеширам и да си имам екстра кеш за живот, да не си ги чепкам уния другите работи. Значи ти да си идеш, ще ме послушали, 30% ще е било досадно да сборам 30% биткоин, 30% Ethereum, 30% Cardano и 10% Star Atlas DAO. И после другите се трупат от другите по 10%, да речеме Solana, да речеме Ripple, да речеме BNB е пръв, мислям BNB. Значи луѓето на нив тия видеа и се досадни, али у крипто гледаш тия се трите главните, кои шо никой не е изгубил от нив. Ако е купувал дневно или неделно или месечно за селовия години, значи какво некој ќе ми рече, брат, аз съм на загуба. Какво може, брат, ти за групата е колко 4 години, какво може, брат, ти биткоин е бил на 18 или на 20 или кажи го, Ethereum е бил на 900, на 1100, на 1500, на 1800, сега Ethereum е на Welcome in America. Не, това е OBS студиото за глава и плюс Brave. Brave трябваше доста. Гледаш. Другари, Ethereum, ќе направам посебно видео за него, ама гледате, не падна па там, некои ще чекат на $300, на 800, не знам, брато, дека ги вајате тия аналитики, дека ќе падне на 300 и на 800 да купите. Другари, не падна на 300, на 800, не го една година, бил е 2600, беше 1800 дип, тук не го дава, 1400 ствари, гледай другари, 1400 и неколко ќе рече, шо е 4000, брат, другари, еден шо ме праша, брат, за 10 000 аз си накупив маме шиткоин и я му викам, брат, колко рече за 10 000, така ли, и моята позната математика со еден обичен дигитрон, шо они не знаят да правят, бил е 1472, така ли, делено на 1472. Купувате 6.7 Ethereum по all time high, мислям сега 4254, 28,900, значи скоро $30,000. И ако ми рече, на шиткоините ги изгубил парите, значи за $10,000, пред колко време е това, другари? 4.8. Другари, пред 4 месеца. За 4 месеца за $10,000 се правят скоро $30,000. Изгубили ги шиткоините, не дека шиткоините падат надолу, тук изпаничиле. Другари, биткоин, Ethereum и Cardano няма паничение. Знае се дека технология, знае се дека чекаме bull market. И другари, треба си криптоакадемия. Ако има луѓе в Македонија ще имат €10,000 да фрлят за шиткоини. Например, много луѓе се чуат, брат, за кой брат тази академия ќе правиш, од ќе платат? Има луѓе. Има, приказните се $10,000 да дадат за шиткоини. Нема храброст да ги чува, разбираш ли, си вали да играе со пари, шо му требат. Ставил за шиткоини и изгубил. Разбираш, за тоа што малку паднат. От шиткоина може да отиде 50%, 30%, 40%, може да падне и 80%, може да падне и 30%. И знаеш оно, ако ќе видиш портфолиото $10,000 си го ставил, еднаш ка падне 30% и го видиш портфолиото, да речеме $7,000 и он паниче и продават, за да ги спасат тия колко толкова $7,000 барем да спасат от 10,000 на 4,000 от на загуба. Тук нема, брат, че ово. Ама не може да ми пишат за шиткоините, затоа што знаат дека за шиткоини видам ја пораката и ептен, ако е на голема сума и нещо да кука деца меца, па му върнам, разбираш. Онака имам стотици пораки, директно само делит, не ги виши блокирам, тук делит и го тръгнам от приятели, не ги блокирам. Значи гледам дека не може, трябва цяла Македония да блокирам, брат. Значи гледам дека не може да сване комарджиския менталитет уште и си трябва. Има луѓе $5,000, $10,000, $20,000 ще стават у шиткоини, да знаете. И не дека не може да направят пари. Можат, ама ви кажа, ако ќе видят дека 20-30% падне и паничи и продава, за да ги спасе
рестът от парите. То не се прави така. У биткоин, да речем, у Ethereum и Cardano, то не може да ви се случи. Затова, защото Ethereum мора да изкара нова цена. Cardano исто мора да се върне на $3 и да видим. Мора да се върне на $3, макар идеал и само 3,50 и $4, мора да образува нова цена, за да е интересен на наредните 3 години bear market на ОВО. Ама трябва да направи $5-6, да биде още по-интересен за луѓето да речете и чека ОВО оде 3, по оде 6, па ке падне па на 3, ке стоя, разбираш, значи ако е бил на 6, па падне на 3, значи наредно пат ке е $10, да речем, ке е 15 и луѓето тука. Не дека луѓето следат што е Cardano и што е технологијата, то нема више потреба ни да се објаснува. Не разбират, народот ги интересира е да седне, да види едно видео, не дека прави аналитика, да види едно видео и тоа видео го потикнува да играе. Иако ќе го гледа видеото, па по него си тера. Така да, другари, треба да си криптоакадемија. На таа криптоакадемија плакете си, јас едно, колку пари имаш? Брат, $10,000, супер. Ќе купиш за $10,000, не ти треба парите, така ли, од кафе шема си скратил, од не, подпишат договор, не дека утре, брат, јас сум финансски советник. Јас сум човек кој што едноставно пренесува на мене што ми се е случило маркето. Ќе си подпишеш договор дека ја не сум финансски советник и уопште не ти гарантирам дека ќе направиш пари. Од како ќе подпишеш договор, колку имаш? $10,000. Аха, и тоа е портфолиото. Зависи кога е академијата отворена, зависи на кој маркет е сите тие работи. Тоа е портфолиото, брат. За $5,000 што ќе направиш? Од која до која дата, нели? За $5,000 што ќе направиш и за $5,000 ризичното портфолио што ќе опробаш за наредниот bull market, тоа ќе направиш, разбираш. Ќе се најдат коините у тај момент да се види дали е тоа технологија, дали има напредок и се. Кои ризични коини токени се стават, ама загарантирано, не загарантирано, мислам, да биде да не се изгубат тие $10,000. Разбираш, од тие $10,000 на тебе ти требат за кеш да ги чуваш со години за, не дај Боже, нешто нели да се деси. Затоа тие $10,000 се слободни да се играт. Разбираш, да нема стрес, ќе ги изгубам ли, нема ли да ги изгубам. Тие $10,000 треба секој да станат $10,000, да речеме приближно. Не се нон-стоп нели да стоат на $10,000, ама тие $10,000 треба да се одржуваат со технологија која што у наредните 4 години до наредниот bull market ти нема да ги изгубиш тие $10,000, барем минимум да ти направат $20,000, па другари банка ми покажете што ќе ставите $10,000 и за 4 години ќе ви изваде $10,000, тоест да имате $20,000, сигурни, кажете ми која е таа банка и ја да ги извадам. Многу луѓе има заинтересирани сега дран за криптоакадемијата. Кога ќе дома во Македонија, дали ќе бидат и 20 души, ќе видиме. Значи сега на уста сите, брат, прават мобет ќе бидеме во академијата само за да ископат повеќе информации додатни. Знаеш, ќе бидеме во академијата, ама дај кажеме уште ово. Ќе бидеме во академијата, ама кажеме ово. Другари, планирам да се дружам во Македонија со тие што се подржувачи на YouTube, што се подржувачи, оние што дремете на Facebook, што правите, брат, дремете ни еден лайк, ни живи, ни мртви, со извинение на безгласна буква сте там. Дремете, на мен Facebook ништо не ми прави. Треба да бидете луѓе на вебсајто, треба да бидете луѓе Инстаграмот да се разработува, 192 е комедија бројка, значи треба да се биде на вебсајто, другари, тука да давате подршка, значи тај вебсајт да почне да ми прави инкам на мене и на Славчо, да може да се стават реклами и се. Колку повише прави инкам, колку повише прави реклами, ќе има и за награди, ќе има и за дружење, ќе има и за се. Така да, другари, останете ми со здравие, сега ќе направам одма и видео за Ethereum, значи ќе одржам 15 минути и за Ethereum 15 минути. Тоа е, другари, чистито, кој е продадел кој е имал срце да продаде на 122.500 и е купил назад на 118.000, плюс е направил кеш, и плюс сега ќе чека да види на 140.000, на 170.000, да видиме уствари колку ќе отиде зависно господино Трамп, кога ќе улегне со тие големи трилиони или милиарди што ќе ги уложи да се купе додатен биткоин. Чао, другари, и одма снимам второ видео за Ethereum.